Јас продолжувам и во студиото на тема култура, партнери и во приватноста и во професионалноста. Најверојатно добро оди и таму кога луѓето ќе се укомпонираат. Добро утро за моите прекрасни гости Роберт Ристов и Миријана Ристов, наши познати актери. Ќе зборуваме за нивниот независен театар Провокација, 4 години веќе како функционира. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Добро ве најдовме. Верувам ранобудци? Да. Имате проблем со станување рано наутро или? Не, па имаме дете кое мораш да го носиш на училиште, нели цела година од 7 часот и така да веќе рутина станува и во летните периоди. Така. Театар Провокација веќе 4 години како независен театар Провокација, кој што е дел од нашата културна и театарска сцена. Ќе позборуваме за пред се последните активности и признанија кои што ги добивате како театар. Почнуваме од гостувањето на фестивалот Гола месечина, што се случува во општина Аеродром. Ќе бидете и годинава дел со ваша представа, така? Да. Точно така. Сабота на 24-ти со представата Разведиме ќе учествуваме на фестивалот Гола месечина, на наше големо задоволство. Представата ја имаат погледнато доста луѓе, но и не доволно луѓе. Некако во последниот период кубириме со наш простор, каде што би изведувале таа представа. Ја изведувавме во салонот 1919, која всушност излезе дека не е доволно, не е баш адекватна сцена за изведба на таа представа. Направивме 2 изведби, па тука некако застанавме и сега сме во потрага по нов простор. Така. Сега во последно време сцената на МКЦ ја користиме, така што дел од публиката долго време ни пишува и се интересира за представата и ова е можност да дојде што поголем број на публика, да ја посети представата, да ја погледне, влезот е бесплатен, да го кажеме и тоа дека нема билети, кој прв си дојде, тој ќе си зафати место. Да, баш така. Баш така. Представата е на репертуарот веќе некои си 3 години. Тоа е наградена представа, најдобра представа во регионот, најдобра дуодрама беше прогласена на фестивалот во Топола минатата година во септември. Така што си ја сакаме представата, си ја играме со кејф и верувам дека тоа ќе го препознае публиката што ќе дојде. Да, најдобра дуодрама во регионот. Да, како тоа признание. Во Топола го добивме, да. Минатата година во Топола и бевме пресреќени затоа што навистина ние не се надевавме не во однос на квалитетот нашата представа со другите представи. Меѓутоа сепак сериозни театри беа во конкуренција како Југословенско драмско позориште, ХНК беше и ние приватните и буквално добивме признание за најдобра дуодрама, Гран При тоа го земавме. Сега мораме да се пофалиме, да искористиме приликата дека со представата Ожениме. Оваа година, исто во септември, ќе гостуваме на истиот тој фестивал. Повторно сме селектирани и се надеваме дека ќе поминеме исто така добро како и минатата. Така, значи Гола месечина, па следува септември повторно гостување на истиот фестивал каде што минатата година добивте признание, но би сакал, бидејќи во ваша организација, минатата година и го најавивме, годинава веќе се одржа, фестивалот на дуодрама Бранко Ѓорчев. Во мај беше година, така? А минатата година, беше во септември. Ова време го најавувавме за септември, годинава со поместен датум. Како помина годинава ово годинешното издание на овој фестивал? Па ние сме среќни и задоволни од тоа како се развива фестивалот, нели, од година во година. Имавме поквалитетни гости, значи минатата година имавме само еден театар од регионот, сега веќе имавме 2 гостувачки театри. Веќе се слуша за фестивалот, веќе има голем интерес од целиот регион, се влуваат, ни пишуваат и така се обидовме да го одбереме најдоброто од она што ни беше понудено. Миријана беше селекторот оваа година. Во жири комисија ни беа Васил Зафирчев, Селпин Керим и јас. Беа доделени неколку награди, награда за најдобра машка, најдобра женска. Ја уведовме од ова година воведовме наградата најдобра партнерска игра Бранко Ѓорчев, што е многу специфична награда за партнерска игра, ретко на кој фестивал да ја има. Ние сметаме дека тоа е еден добар сегмент кој што треба да се оцени од секоја представа. Најдобра представа и тоа беа наградите. Всушност, така што, не знам, 4 дена траеше ова година.
се надеваме дека за следнава ќе имаме многу повеќе финансии, дека ќе можеме повеќе да се опуштиме. Тоа е генерално проблем. Тоа е проблем, да. Некако во пресметките што ги прават институциите за кога станува збор за поддршка на вакви работи, до да се надеваме дека токму овие нешта кои што ја крепат културата, ќе имаат малку поголема поддршка финансиска како вие покажете. Да, само да споменам дека фестивалот е под покровителство на општина Неготино и имаме, значи, дополнителни некои спонзори, тие се трудат колку што можат, значи не поддржуваат, но се надеваме дека сега ќе се свати важноста на овој фестивал и дека уште побаво ќе се третираат сите. Сега поредот на нештата после ваков одговор, каква е атмосферата кај нас да се негува еден независен театар? 4 години веќе го негувате тоа. Ние го негуваме, меѓутоа знаете како, ние како приватна институција, како приватен театар и некои колеги други што имаат приватен театар, ние сме во секојдневни борби со кај нас со државата и од чиста една причина што ја кажа Роберт претходно, никој не ти дозволува простор за каде да ги играш представите. Имено представата Разведиме, која ја спомнавте во Топола што доби награда, ние имаме играно и во Сараево, во Бања Лука, во Београд, во Нови Сад и каде се не, во Вараждин, во Хрватска. А во Скопје немаш каде да играш и тоа е малку. И што е одговорот? Зошто е тоа така? Зошто, например, не се отстапува место или можеби се бара некоја локација каде ние што ќе сме барале локации, например, еве да ни се даде простор каде што ние ќе го средиме и не само ние, него сите театри приватни ќе си направиме редослед и да си играме, например, понеделник, едни, вторник, никој не сака да ти даде простор. Театрите некако си изгласаа на совет за небулозни цени да откупуваат простор со цел ти го давам, ама нема да ти го дадам просторот и некако суми кои што значат цела заработка од целата представа. Во буквална смисла целата заработка да се остави, тоа значи не сме расположени. Меѓутоа уметноста кога ја сакаш и кога ја твориш и кога ја создаваш, она сама си го наоѓа патот. Тоа е многу чудна работа. Тоа затоа ми беше следното прашање, кое е значењето на постоењето на вакви независни театри за културна сцена на една земја? Ајде, еве така да го начнам прашањево за да дојдеме до поентата колку е важна работата ваша за културата и поддршката што треба да ја добиете? Огромно. Прво, затоа што исто и ние како националните институции представуваме нашата земја и култура и надвор од границите. Правиме многу квалитетни представи затоа што сами вложуваме, затоа што од тие наши представи зависи колку ќе играме за разлика од национална институција, дали ќе ни се исплати вложениот и труд и средства и се, затоа што ние со наши собствени средства вложуваме за една представа и публиката квалитетот си го препознава. Ние можеби немаме тука простор, меѓутоа ја не знам град во Македонија каде што немаме отидено да гостуваме со секоја наша представа и тоа публиката буквално има, секогаш се смееме, купува карти за стоење, дали смеат, не прашуваат, ќе се наполни салата. Публиката си го кажува своето, значењето е огромно, обработуваме теми кои се секојдневни, кои луѓето ги допираат, кои сакаат да ги гледаат. И така да мислам дека навистина една држава, единствена нашата држава која не вложува во приватните институции. Во Европа на секој чекор се такви мали приватни театри кои се буквално рамноправни со сите други институции. Од друга страна, од минатата година, од мај, некаде, до сега, имаме направено низ регионов некаде околу 15 гостувања. Почнувајќи Вараждин, Сараево, Бања Лука, Белград, Нови Сад, Шид, Шабац, Врање. Буквално целиот регион е опфатен и се уште договараме нови фестивали, нови гостувања во меѓувреме и ние сме вистински амбасадори на македонскиот театар и македонската култура. И најинтересно кога ќе прашаат, тоа и го разговараме со други луѓе. Ете, не мора да се од вашата дејност, туку вака воопшто што ја представува државата или што организираат настани кај нас и што луѓето имаат перцепција од надвор дека станува збор за големи суми на пари кои што се точно, перцепција со оглед на квалитетот кој што го покажувате на сцена, но ете, чисто да се пошегуваме, важно е дека кога се има поддршка од публиката, кога публиката ги посетува сите представи, тоа значи дека е жедна за култура, сака култура и го почитува тоа.
и очигледно дека тоа никој не може никогаш да го уништи. Ние можеби немаме точна статистика, притежно во принцип во крајот на годината правиме колку, но до сега сигурно имаме стотини изведби од сите наши представи. Сега зборам за оваа 23-та година, мислам баш публиката не сака играме. Ова е 40-та изведба ќе биде на представата на Разведиме. Значи има театри, значи национални институции кои што представите ги играат по 10 пати и забруваат. Тоа значи дека представата се сакаат, представата е 40 пати е поставена на репертоар, значи дека публика има. Тоа е тоа, сигурно не играте на предпразни треба да се среди нешто во однос на таа законска регулатива или да се донесе некаков закон да секоја национална институција отстапи простор на еден од приватните театри по еден термин неделно или еден термин месечно, нека биде. Но да биде тоа прифатливи суми или да се најде еден простор каде што сите заеднички ќе функционирале заедно. МКЦ е одличен простор, но се случуваат еден куп активности и не може да се најде доволно слободни термини за да може да се функционира како. Успешно лето посакувам, успешна нова сезона, така некако од септември поредот на нештата го нарекуваме периодот за нова сезона. Ви благодарам за пријатниот разговор, посакувам убав ден и секако македонската телевизија следи вашата работа на Театар Провокација, па да се видиме во септември повторно со ново признание од гостувањето на Женим. Ви благодариме, дај Боже. Благодарам уште еднаш за вашето гостување. Ние продолжуваме понатака со следната информација од областа на културата. Нашиот Симон Трпчевски ја затвори сезоната на државниот филхармониски оркестар во Солун.